Мој прв круг е за господин Иван Величковски. Повелите. Благодарам. Интересно е да се чујат забелешки од многу страни. Јас, бидејќи не сум бил заменик министер до пред 2-3 месеци, ќе дадам директно со сличности и разлики на кои можете да одговарате или можете да се согласувате како што цените. Разликите кои што се појавија и причината за нашиот самостоен настап како либерална партија е токму заради тоа што мораме да ја обезбедиме и да ја нивелираме разликата меѓу она што значат двата блока ВМРО, ДПМН и СДСМ со центристички пристап кој 56% од граѓаните го бараат. При тоа, разликите ни се јавија уште во стилот со кој што вие преговаравте во пржинскиот формат и отстапките кои што беа направени внатре. Тоа се јасни причини, како што каже Иван Халта. Дали се враќаме во минатото? Како што каже Иван Халта, ве молам да се држиме до програмата и ставовите кои што се представуваат. Беше една од договорите меѓу Груевски и Заев. Нашата цел, како и вашата, морам да признам сега, што ја декларирате, е да мандатот на СЈО биде продолжен. Но тука секако се работи за другите отстапки кои се направени во изборниот модел, кога зборувам за стил на преговарање, значи дека не се отстапува од основните причини, додека тие не се постават, додека не се успее во тоа, нема прифаќање на ништо и на договор со ВМРО ДПМН. Во таа насока споменавте и неколку прашања кои што се исто така интересни во делот на стандардот на граѓаните. Едно од нив беше и определбата за силен среден слој, кој што либералната партија го задржува. Кај вас со прогресивното доначување сметаме дека напротив ќе се постигне обратен ефект, односно малиот и средниот бизнис ќе биде изложен на поголемо доначување. Тоа се разлики и ние сега симулираме практично, ако сакате, преговори за она што ќе биде идна влада која нема да биде на ВМРО, ДПМН и ДУИ, и преговори кои што ќе значат секој да ги брани ставовите на својата програма за да се постигне една функционална целина и една функционална идна владина политика. Конечно, тоа значи дека е потребно да се либерализира и пазарот на струја, кој што исто така вие се согласивте да остане затворен во изминатиот период, односно со една млака реакција само и го избегнавте тоа прашање. Сега, бидејќи ги пред јавноста договараме практично и симулираме, како што рековме, иден состав на владина програма, дали ќе преземете мерките, дали ќе ги поддржите, да речеме, нашите мерки за итно спроведување на либерализацијата на цената на струјата во првите 6 месеци од следната влада, затоа што тоа ќе значи поевтина струја, поевтина цена на македонскиот производ и развој на малото и средното стопанство. Ние ниту го приватизиравме ЕСМ, ниту го штитиме монополот на ЕВН. Сакам да го чуем тука вашиот став. Прашањето повелите, госпоѓа Шекеревска, неколку прашања, да, но имате 2 минути, ќе ви додадеме време. Јас се сеќавам дека овој тип на скепса и ширење на информации по желба беше кога се донесе одлуката за специјално јавно обвинителство. И тогаш лесно беше да се шират информации дека во прашање е расипан договор помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Мислам дека и од ваша страна имаше такви коментари. Меѓутоа, досегашната работа на СЈО покажа дека сме преговарале паметно, сме преговарале принципиелно и сме добиле за Македонија шанса да се рехабилитираат институциите. Во тие преговори најлесно ќе беше на ВМРО, ДПМН само да му велевме не. Знаете зошто? Затоа што тие ќе беа многу задоволни, ќе владеја до ден денеска и ќе велеа изборите ќе бидат во редовен рок. Меѓутоа, опцијата да продолжиме да тонеме со ваква политика за нас не беше опција. Ние добивме ситуација во која СЈО ги почна обвиненијата, во која специјалното јавно обвинителство покажа дека прислушкувањето го вршело МВР и тоа во содејство помеѓу Груевски и Мијалков. Видовме дека снимките се автентични и сите тези на ВМРО, ДПМН во изминатиот период паднаа во вода. Нема странски служби, нема жолти комбиња, нема лепено сечено монтирано. Пазете, и тие веќе престанаа тоа да го зборуваат. На сите ни е јасно, 11 декември не се само избори околу тоа кој ќе биде идна власт. 11 декември се избор и помеѓу тоа дали ќе има вистинска истрага или не. Ние ја превземаме обврската сите инструменти кои што треба да бидат на располагање на СЈО да ги обезбедиме веднаш во првите 180 дена. И мандат кој што практично временски нема да биде ограничен. Знаете зошто? Затоа што минатиот пат кога преговаравме, зависевме од ВМРО, ДПМН. Тие беа мнозинството во парламентот. После 11 декември мнозинството ќе биде во други раце, во наши раце. Уште две други и заради тоа мандатот нема да биде пречка за истрагите. Во делот на даноците, ние стоиме на тоа дека Македонија ја има една од најголемите
нееднаквости во светот и е најнееднаква држава во Европа, меѓу другото и заради даночната политика. Но оваа промена во делот на прогресивното, правичното оданочување нема да влијае на малите и средни фирми, бидејќи не ги таргетира нив. Напротив, се однесува само на персоналниот данок. Она што е јасно е дека без промени во даночниот систем, Македонија ќе продолжи да биде земја со уништена средна класа, како што е денес, и ќе продолжи да биде држава во која разликата помеѓу најбогатите и најсиромашните е огромна. Ние сакаме тоа да го менуваме. Нема да биде тоа пребрзо, нема да биде прерадикално, меѓутоа тоа нема да биде пречка ниту на малите и средни предпријатија, ниту за граѓаните. Оној кој има повеќе во оваа држава, ќе даде повеќе, ќе плати повеќе, а при тоа од институциите нема да добие казни и притисоци, туку ќе добие ефикасна држава. Надвор сте од времето, но и третото прашање па ќе добиете. И последното, ние во нашиот план за живот во Македонија предвидуваме либерализација на пазарот, која ќе ја водиме внимателно, не ја земаме обврската тоа да го направиме во првите 6 месеци, заради тоа што состојбите во државното предпријатие ЕЛЕМ се катастрофални, заради тоа што сакаме да поттикнеме поголемо инвестирање во домашното производство, затоа што без тоа либерализацијата ќе значи само повисоки сметки. Во овој момент либерализацијата, првата фаза, даде големи предности на предпријатијата кои што ги користат придобивките. Меѓутоа, тоа нема да биде така ако сите чекори многу брзо се дадат. Инвестиции, либерализација, поефикасна и подостапна енергија. Ќе го користам вашиот тајмер повторно. Демантирајќи го она што го зборува за вашиот стил на преговарање, кој нас не ни се допадна и сметаме дека беше премногу мек, го демантирате Ван Хаут и неговите изјави. Договорете се. Кризата во Македонија трае уште од 2008 до 2011. Оно што натаму значи продолжување на ваквата криза е всушност вметнувањето на прашања во изборите, кои што воопшто не беа изборни прашања. Она изјава на вашиот лидер во Берн сметам дека беше една несмосно протолкувана, која што му даде можност на ВМРО ДПМН на празното столче да си ја проектира кампањата на поинаков начин. Но тука има една опасност, изјавата во себе крие и надминување на прашањето на рамковниот договор, односно и нагласувањето дека тој е како беше надминат. Ако е тој надминат, тоа би значило дека практично зборуваме за промена на уставот. Бидејќи 14 амандмани се уставна категорија согласно рамковниот договор. Сметате ли дека овие избори се за промена на уставот или сметате дека тие се за консолидирање на институциите за да може понатаму да зборуваме за нормалните прашања во Македонија? Ова е прашањето на голема внимателност и ова е потребата да ја вратиме изборната дискусија во вистинска насока, наместо да се користи Величковски, повелете Шекеринска со контрареплика. 10 сати да имаме, ние нема да им ја промениме кампањата на ВМРО ДПМН. Тие тргнале по таа патека на лаги, спинови и пропаганда, заради тоа што немаат што да понудат во другиот дел. Јас се сеќавам на кампањата 2008 и другите се сеќаваат. Тогаш што беше главниот напад? Ние ќе сме го продадели името. И само тоа се зборуваше. Денеска ги имаме снимките помеѓу Антонио, Сашо Мјалков и Груевски, кај што преговараат за името. Меѓутоа, тие 10 години не труеа дека тие се единствените бранители. Така денеска се единствени бранители на Уставот. Ние сметаме дека Уставот во Република Македонија ги дава шансите Македонија да биде унитарна, единствена и сплотена држава. И сметаме дека она што недостасува во државата е она на што се концентрираме. Институции кои што ќе го почитуваат законот, а не партиските елити. Институции пред кои сите граѓани ќе бидат еднакви. Политички и економски шанси кои што ќе им бидат достапни на граѓаните на државата. Тука ќе се води битката за тоа каква Македонија ќе имаме. Изјавата произлезе од вас. Уставот. Па јас, после толку средби и со албанци, никој од нив не ми го постави прашањето ниту за двојазичност, ниту за устав, ниту за тези кои што на вистина се само во главата и во скапо платената пропаганда на Груевски. Да не дозволиме и ние да им влеземе во пропагандата. Сосема кратко 15 секунди излегуваме од договорената овие рамка. избори непотребно се уфрлаат други прашања, за жал потекна еден од поводите од вас. Поентата е дека овие избори се за консолидирање на институциите кои натаму мора да ги спроведуваат процесите. И овие избори треба да ја средат државата понатаму. Имате прашање конкретно?
Бидејќи излегуваме од рамката, една Па ја реплика, мислам една дека до сега контрареплика. излеговме бајаги од рамката. А повелете Ајде, со да не ви нарушувам Повелете со рамката. прашање, одиме на реклами и се враќаме со нов. Продолжете со рекламите, ќе продолжите. Повелете со прашање, не е проблем. Прашањето е, ако се исчашуваме од основните теми, ако се исчашуваме од основните причини за изборите, како можеме понатаму да се вратиме на суштината, на градење силен среден слој, кога и во самите мерки кои што ги предвидувате, практично водите на контратеза. Ако средниот слој треба да има висока плата, како тогаш со прогресивно доначување, тие што имаат повисока плата и што го движат економија, и што ја движат економијата и предприемаштвото, ќе ги вратите назад. Повторно ќе терате да ги вадат парите. Повелете, господи. Изгледа треба да се подсетиме што во Македонија е среден слој. Во Македонија денеска не е среден слој, за жал, оној кој што има над 1000 евра плата. Затоа што средниот слој има подпросечна и просечна плата, а таа денеска изнесува негдека 20-22.000 денари. Никој од овие граѓани нема да плаќа поголем данок. Апсолутно одговорно тврдам. Единствено оние кои што имаат само највисоката последна десетина повисоки плати, само тие персоналниот данок ќе биде плюс. Знаете колку ќе ги чини едно кафе дневно. Меѓутоа, друго е прашањето. Прашањето е како е возможно во Америка данокот да не е за сите ист, а во Македонија да биде. Тоа не е битка за средна класа. Погледнете ги европските партии, американските, битката за средна класа не е битка за рамен данок. Меѓутоа, и фирмите кои што ги спомнувате, и луѓето кои што ги спомнувате, тие велат вака: јас моите даноци ќе ги платам. Сакам од државата да видам нешто возврат. Сакам да не се плашам од казни, сакам да знам кога се носат законите, како се носат тие закони, и сакам да знам дека инспекциите нема да ме дискриминираат. Ви благодарам. Затоа сите сме спремни да платиме со поголема правна предвидливост, па и со поправичен данок. Претпоставувам дека ќе има... Дали за оваа тема сте подготвени при формирањето на следната влада да ги преговарате овие принципи? Затоа што предприемништвото во Америка е пред 2 века создадено, во Македонија пред 2 се извинувам. Ние во нашиот план за живот во Македонија не за ова прашање, за сите прашања велиме крупните реформи бараат широки консултации. Нема да бидеме втор Груевски и втор Миле на кој му текнал. И одеднаш дошле со спасоносна идеја, ова е решението. Ние превземаме обврски, меѓутоа и во делот на образование, и во делот на здравство, и во делот на бизнисот се обврзуваме на многу широки консултации кои што ќе значат дека различните мислења ќе се сослушаат, а понекогаш и туѓите аргументи ќе се прифатат. Затоа да ја смениме политиката. Ви благодарам за сега, одиме со кратка пауза за реклами. Благодарам. Вон тие 2 минути уште еднаш да изразам благодарноста што ја признавте причината за постоење на други политички алтернативни понуди кои што и како го заслужуваат гласот, кои се идентификуваат со опозицијска политика, но не ја прифаќаат платформата, социјалдемократската платформа што вие предводите. Во таа смисла, буџетот со оваа даночна политика, што ја најавувате, сметаме дека всушност ќе демотивира средната класа, како што ја нарекувате, или слој, а всушност и не може да ги издржи сите проекти кои што вие ги дефинирате. Дали се согласувате дека буџетот на Република Македонија треба да биде не повеќе од 2,9 милиарди евра, како што ние предлагаме со овие GDP перформанси? Натаму, во однос на допирањето на уставот, уште едно прашање, дали практично застанувањето за референдум за името, кое што е и решение на ВМРО ДПМН, не сметате дека отварате ризик за прашањето дали во Грција би се случил таков референдум и како всушност отварате прашање на уставот, именување на уставот со самото референдум, со самото нудење на референдум. Оно што исто така е битно, би сакал да ве прашам, бидејќи зборувате за отворени листи, за кои ние зборуваме, ајде да не се лажеме, едно 10 години сите заедно, дали сметате дека може да за старт да ги отворите и веднаш за локалните? И дали сте подготвени на тоа наше решение? И кога зборуваме за ограничување на мандатите, имаме еден предлог, дали сте согласни со предлогот на Либералната партија за ограничување не само на мандатот на премиерот, туку и на министрите во еден ресор и на градоначалниците, исто така, кои што вршат непосредно избрани функции во една општина не повеќе од 8 години. Ова зашто го кажувам, се враќам на суштината дека нас ни требаат консолидирани институции и дека тоа е целта на овие избори, а не уставни промени.
За дел од овие работи ќе треба уставни промени, така што ако велиме да се спротиставиме на уставни промени, нелогично е да предлагаме решенија кои значат уставни промени. Меѓутоа, сватив што сакате да кажете. Значи, прво, кога зборуваме за тоа колку се троши во Македонија, мислам дека, колку троши буџетот, мислам дека ја грешиме темата. Проблемот, Македонија има многу проблеми, но во делот на економијата главниот проблем не е висината на буџетот. Главниот проблем е каде одат парите од буџетот. По какви правила одат, колку се нетранспарентни и така натаму и така натаму. Јавната потрошувачка во Македонија, ако не се лажам, негде кај околу 35% од бруто домашниот производ. Кај најголемиот дел од развиени европски држави, таа изнесува околу 40%, 45% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека Македонија има шанси да ја задржи оваа јавна потрошувачка, но наместо да троши на непродуктивни теми, на непродуктивни проекти, да направи вистински развоен буџет. Секоја година ја слушаме истата мантра, оваа година ќе биде развоен, ќе се вложува во инфраструктура и така натаму, тоа никогаш не се случи. Значи, нашата цел е да не ја угушиме македонската економија, но да обезбедиме дека парите собрани во буџетот ќе одат таму каде што се најпотребни, но и таму каде што можат да вратат назад во економијата. Затоа го предлагаме проектот 15% ДДВ назад. Тие пари нема луѓето да ги чуваат дома. Ќе ги потрошат повторно, ќе ги вратат назад. Затоа велиме 30 секунди, уште 3 прашања. Затоа велиме вложување во инфраструктура, затоа велиме вложување во енергетика, затоа зборуваме за транспарентност, да се знае каде одат парите. Нашата проценка е дека негдека над 400 милиони евра во секоја година буџетот се двојат или на корупција, или на криминал, или на апсолутно непотребни проекти. И ние сметаме дека и тоа создава еден потенцијал за да парите ги насочиме таму каде што се потребни. Поддршка на домашни предпријатија, поддршка за создавање нови работни места, но и поддршка на стандардот на граѓаните. Во делот на крајот, јас ќе се обидам дел, а после репликата ќе се искористам за другите. Во делот на локалните избори и отворените листи, тоа е дел од нашиот план. Затоа велиме за 6 месеци, во првите 180 дена, прво ќе го промениме изборниот модел, за да отвориме шанса, за да отвориме простор за отворени листи и за локалните избори. Во делот на ограничувањето на мандати за градоначалници и за делот министрите, тие не се дел од нашата програма, меѓутоа не се тема за која што ние не би дискутирале. Целта ни е да имаме одговорни политичари кои што ќе бидат држани под контрола од страна на власт. 30 секунди. Добро, не одговоривте на прашањето за референдумот. Па 10 прашања ако имаше, немаше сите да ги одговорам. Бидејќи по концепцијата значи не ја прифаќате ни намалувањето на буџетот, со кој ние зборуваме за 500 милиони евра повеќе кај граѓаните наместо за вашата тоа е програмска разлика, така да ви благодарам за разбирање. Да го искористам. Промоцијата на вашата програма е предвидена за утре. Да го искористам. Ќе го враќаме тоа. Го враќаме времето, да, повелете 30. Јас се надам дека ќе искористам помалку. Да бидејќи не одговоривте на неколку прашања, и уште едно. Промовиравме идеја според која јавно треба да преземеме обврска дека нема коалицирање со ВМРО, ДПМН и ДУИ после изборите без оглед на се и дека нема широка влада. Дали прифаќате оваа понуда на либералната партија? Повелете се одговор. Ајде да ги одговорам многуте прашања кои што ги поставивте. Еве сега ќе спомнам прво околу буџетот. Единствените држави во Европа кои имаат потрошувачка пониска од македонската се држави со извонредно неефикасни институции. Такви не сакаме да бидеме. И затоа велиме, граѓаните ги даваат парите и очекуваат нешто да добијат возврат. Денеска тоа не се случува и затоа се бунат. Така што сметаме дека со волкав буџет кој ќе биде развоен, профитот ќе биде кај сите. И кај компаниите, и кај граѓаните, и кај македонската економија. Во делот на прашањето на името, за ова дискутиравме уште во 2011, ако не се лажам, па 2014, сакавме и сакаме тоа прашање да не биде дел од вообичаените спинови за пропаганда. Оти ако не е новиот спин, ќе беше спинот за името. Видовме колку лесно ги злоупотребувале овие теми. Ако во Република Македонија постои барем една од големите партии која сака да организира референдум за некое прашање, таа има инструменти тоа да го направи. И наместо да се караме дали ќе има или ќе нема референдум и тоа да биде причина за поделби и политички тензии, ние сме убедени дека
Република Македонија може заеднички и обединето да наоѓа решение и на тешките прашања. И на крајот, имаше иницијативи, ако не се лажам, од неколку партии кои меѓу себе се расправаат чива е марката, чива е знамето на таа тема. Ние нашиот однос кон владините партнери го покажавме многу силно во текот на 2014 година. Кога многу луѓе се сомневаа дали опозицијата ќе остане на политиката на непризнавање на изборните резултати и неучество во парламентот, покажавме дека кога ќе донесеме одлука базирана на докази, стоиме зад неа. Кога требаше да се бориме против неправдите, злоупотребите, криминалот и прислушкувањето, тоа го покажавме со обзнанување на најголемиот и најопасен скандал во историјата на независна Македонија. Со тие луѓе кои што не прислушкувале, со тие луѓе кои што злоупотребувале право на приватност на 20.000 граѓани овде, краделе, лажеле, не местеле, ги терале луѓе во затвори, убивале луѓе и штителе убици, ние немаме намера да правиме коалиции, ниту широки, ниту помалку широки. Нив имаме намера на 11 декември да ги победиме. И секој кој ќе биде од помош, ќе помогне и на оваа држава. Ви благодарам. След овој круг го затвараме со господинот Чевет.